Кое што денес се снима на добро познатата локација или најдобрата во Скопје, тоа е хотел Мирор Бока ди Лупо. Јас Јанковска Ивана заедно со нашиот тим за денес ви имаме припремено навистина одлична емисија, затоа удобно сместите се, следуваат некои 40 минути забава и релаксација. Гости во отвореното студио на Hot Stars се една од најпознатите и најдобрите дизајнерки во Македонија Ива Спасовска и нашиот Добре ни дојдовте за почеток, некако летото за сите почна порано. Гледам Тементен, тоше секој ден на базенче, Ива само што се врати од Грција. Да, така е. Порано си ги почнавте летните? Јас искрено домашна атмосфера, базенчето и тоа ми е најубавиот мир и спокој. Едно саат време погрешив само. Па добро, ништо страшно не е, ние тука сме женски да чекаме. Зашто сме тука? Па тоа е веќе компромис. Ива, морав да ви парирам со боја, заради тоа морав да отидам некаде лево десно. Да. Се жртвувал. Па се жртвував. Јас вака се ориентирам како се гостите, така сум јас. Инаку да, апропо муабетот на Тоше, ти благодарам на поканата. Првично се Ива, затоа што ја најавив како една од нашите најдобри дизајнерки во Македонија. Веќе почнеме со тоа да го оценим изгледот на Тоше Зафиров. Како ти се допаѓа вака пример? Дали би променила нешто? Би додала ли нешто? Може би некоја марама, не знам. Коса нешто. Коса, не знам. Највеќе би го одвоила аксесуарот очилата, доста ексцентрични, на вистина му Кога вака огромен професионалец ти каже, да. Браво. Да започне емисијата со угол. Па нормално. Ај сега да се свртиме од другата страна. Тебе те најавив така како што и доликува или професионален фитнес и бодибилдинг едукатор. Ајде сега сврти се ти и кажи ми што, дали ти би променил нешто еве? Среќа не знаев дека ова така дека ќе се оценува, па се облеков широко. Па не, јас мислам дека Тоше добро ќе одговори, он му се допаѓаат девојки со добар изглед, а ти имаш и како добар изглед, па сега ќе оставам сепак на него да се каже. Ива навистина изгледа прекрасно, атрактивно, што ќе ја види. Ето така, многу убаво го кажа Тоше. Да. Гледаш како е вака, колку е поубаво кога едни на други ќе си дадеме по некој позитивен коментар, чисто онака пример да ни направи некоја нас. Отвориме оваа Hot Stars емисија со некои малку по-хот прашања. Еве веќе почнавме со пофалби за изгледот. Тоше, за тебе некаде прочитав, нема да кажам каде. Нешто што особено ми привлече внимание, а тоа е дека кажуваш дека женските многу ги привлекувало тоа кога мажот има секси задник. И во што мислиш? Дали гледаш ти вака кога ќе видиш машка, дали го загледуваш во задник прво? Не можам да лажам и да кажам дека не. Меѓутоа, дека е пресудно, сигурно не е. И ако природно човекот, еве збориме за машка фигура, не е пресудно, ма знаеш како, па тоа и се вежба и да го нема се... Да. Па задникот е мускул сега, како секој кога друга веќе кажавме дека остава впечаток. Мислам дека остава впечаток повеќе и кај машката популација. Сега не сакам да звучам малку лошо, но тој убав задник на машките некако повеќе го загледуваат машкиот колку женски, јас би рекла. Дебатирам на таа тема со машко, да е женска. А што ти праќаат пораки? Дека имаш добар задник? Да, дека си изгледа убаво задник. Ама не, ја ги разбирам нифи, не е ништо тоа. Да, само немаш... Сега би се свртила тука и кон тебе. Малку е ова деликатна тема, но еве би те прашала и тебе, пример, како ти размислуваш, кои се твоите видувања за емотивна врска женско со женско, емотивна врска машко со машко? Како ти гледаш на сето тоа? Јас имам многу блиски пријатели кои што се наметнува, многу добро кажано, да. Тоше имаш и девојче и машко. Како родител од таа страна, сега ќе те прашам, како ти гледаш на... Земе на светско ниво геј популацијата е околу 4% и тоа е многу малку и тие меѓу себе имат проблем околу тоа земање, љубомора и сето тоа. Си пале свеча, поинако размислува, поинако гледа на работите, сега не знам како ќе биде натаму, но моментот е така и моето машко дете, така да сакам се задржам околу тие семени вредности што ги имаме и што мислам дека се од кога постои човекот некој. Смилјан Мурини беше минатата емисија и со него баш, мислам, сосема друго беше прашањето, но дојдовме повторно на оваа тема, не знам како, и тој кажа дека
Всушност, тоа што има премногу разводи во денешно време, децата што растат самите само со мајка, тоа било најголемата причина за тоа што особено машките не сакаат женски. Ма не, ова е светски тренд кој што ја не сакаме. Новото нормално не знам колку е нормално, Да. но ќе го оставиме на тоа. Тоа сега повторно би се навратила на тоа што, како што кажав, родител си на 2 деца, Ангел освои прва награда, честитки за тоа. Сега ќе оставам на тебе да кажеш колку горд родител си. Во 7 да ми кажеш дека треба да станам за да пешачам или да отидам на вежбање. Во 6. Во 6, па уште помалку Ива? Се согласуваме ние на Комшевска линија. Комшевска линија со друг тип на Најдобро е да се најде баланс и најдобро да си го најдеш тоа што е најдобро за тебе. Значи да. не сега не зборам за некој такмичарски период кој што е навистина екстремно многу тежок. Тежок. А додека сега во период кога например ова на мене ми е прво лето кој што последен. Боше. Па нешто се измачува со храна. Сепак професионалниот спорт си бара одредена дисциплина и можеш да се посветиш на тоа. Го постави тоа, еве сега би се свртела кон Ива. Ива, точно ова треба навистина да си посветиш толку многу Сега. за една креација, еве пример, некој човек, ти му ја смислуваш целосно, ти го гледаш човекот како би изгледал во некоја креација или сепак слушаш или прво слушаш што сака, па после тоа можеш да го направиш тоа од при Многу е мора да биде вклучена карактерната црта на еден човек, на една креација. многу години од оваа кариера твоја што ја работиш до сега. Која ти била најголемата награда, еве, за тоа што он си е веќе гор татко, го достигна тоа што го сакаше не само за себе, него и кај своите деца, да кажам. Кај тебе, што е најголемата животна награда, еве, што можела да направиш до сега? Многу реви, многу клиентки позади во твојата историја работна. Прекрасно прашање, ботана, јас сум заљубена во она што го работам. Кога сакам и како сакам. А велат кога ја работиш работата што ја сакаш, не работиш буквално ниту еден ден и сега јас би наздравила во име на тоа. Бидејќи сите си работиме работата што ја сакаме. Живели девојки на вас. Здравје. Винарија Вардарска долина Шато Ризо ве поздравува и ве поканува сите вас кои сте љубители на винските ноти да ги посетите и да доживеете едно поразлично винско искуство. Така да сите вие може да си направите резервација токму кај нив. А сега следува прилогот, односно една адреналинска летна авантура заедно со нашата Марија и најпознатиот тиктокер Александар. Убаво се насмеавте со овие летни авантури, а сега Марија ја видовте таму горе на адреналински парк, но ја имаме и тука заедно со нас и сега би ја поканила, односно не знам како е принципот на работа. Ви имам припремено навистина интересни предизвици. Преска имав можност малку да дзирнам што ви има припремено. Дали сте подготвени за предизвиците? Морам да ви признавам дека навистина бевте одлични. Ива секоја чест не направи ни еден чучањ, така се вика, чучањ. Дожа направи 5, ама што за тебе 5? Да се загрееме. За загревање? Само со 5 загревање? демонстрираме. Демонстрирање, добро. Ама и Ива направи неколку која покажуваше што е фитнес. А мора многу Јас да ги го приметив од страна. Јас заборавив Приеска да ви дадам по едно подароче од нашите спонзори, повели Ива. Вардарска долина. Ова е едно прекрасно винце кое што можевте да пробате и тука, може да се послужите на некоја ваша домашна трпеза или каде што си сакате вие и со кого сакате вие. А сега после овој интересен предизвик, јас би сакала да ја поканам и нашата убава Јања да ни се приклучи заедно со нас. И таа ви има спремено предизвик.